Palma Shop од Прилеп е овластен дистрибутер на возилата од Citroen и Fiat. Располага со собствен сервис и комора. Кредит на 72 рати. Сите видови скутери и чопери од 50 до 250 кубици. Кредит на 48 рати. Локација Крушевско џаде Безброј. Телефон 048 433 317 и 070 353 669. И не само тоа, Palma Shop се представува со сите видови на камини, моторни пили, косачки, рачен и професионален алат од Metabo DeWalt, Black & Decker и Istira акумулатори, гуми, водни пумпи и сите видови бела техника по најниски цени. Кредит на 48 рати со лична карта. Телефон 048 434 317. Palma Shop Прилеп. Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Жените паралелно со мажите во животот се потврдиле во многу дисциплини, во многу спортски гранки, во многу различни области. Иако понекогаш се вели дека се од понежниот пол, тие не заостануваат со постигањата од мажите. Се обидовме да подготвиме емисија за жените спортисти кои веќе не спортуваат од овој град, а се уште се во сеќавање на голем број генерации. Во емисијата ќе ги гледате Марија Джидрова Чурлевска, Нели Панова, Зор
групата Боеми, меѓутоа предмет на разговор е нашето доаѓање кај неговата сопруга Нели, позната спортистка во градот, и тоа во падобранството и во скијањето. Ќе разговараме и за двете дисциплини. Еве најпрво нека ни каже кој од двете започна да ги практикува, до кога и како се одвиваше незината спортска кариера. Па прво беше скијањето, значи почнав да скијам од кај 4 години. Ме носеше татко ми, бев многу ситна по градба и мислеа дека нема никогаш да научам да скијам, али многу брзо се овладав, така бар татко ми кажува, и до ден денес скијам. Какви резултати имате постигнато во оваа област и каде се имате скијано? Па, жалосно е сега што баш нема некои резултати во скијањето во нашата држава. Имам скијано, значи, во сите држави наши во околината што се имаме, одено до Бугарија, Црна Гора, Србија, Словенија. Се надпреварувавте или така за се? Турција. Се надпреварував секогаш. Значи имаше многу надпревари, многу беше богата зимата, цела зима имаше надпревари, имаше доста клубови, функционираја сите, а во денешно време не само кај на ситуацијата што е ваква, значи во околината наша исто е. Нема, се намалија клубовите за скијање, тешко да овој спорт да се надпреваруваат понатаму. Дали овој спорт е тежок за жените надпреварувачки или не се издвојува од машките? Не се издвојува воопшто, мислам, скијањето како спорт воопшто не е тежок, лесно се совладува и не е проблем тука машко, женско, зависи од физичката кондиција, секој совладува, нема маж и жени разлика. Зошто толку не е популарен меѓу жените? Зошто толку нема жени надпреварувачки колку што има машки? Па затоа што жените многу малци се занимаваат со спорт и не се физички активни. Кога ќе дојде падне снег, тие немаат кондиција за да додат со ските. Тоа многу тешко му паѓа и ладно му е и затоа мислам го неќе толку скијањето. Значи условите за да се скија не се бајни. Или е дува, или врни снег, или е ладно, така да жените избегаваат, женските. Да. Добро. Од кога започнавте со падобранство? Падобранство започнав од 16 години, значи воопшто никој не ме мотивираше, нигде не видов, едноставно прочитав оглас дека има упис на падобранци, јас се запишав, така да чекај летичка, дрни се, ќе почнем од почеток за ова. Седи тука подпрес. Да. Значи со падобранство започнав од 16 години. Бев и тогаш ситна и мајка ми и татко ми не верува дека ќе скокнам, ќе одам на падобранство и ме пуштија. Били мајка ми, остајата нема да скокни, нека оди на часови, ама испадна, останам до ден денес. Колку скокови имате и од каде се имате скокано? Имам скокано, значи имам прво 1200 скока од прилика. Значи до 1000-арката убаво се бројат, секој сака 1000 скока да направи. Кој ќе направи 1000 скока, ние падобранци се олабавуваме во бројањето, значи не ги броиме баш многу скоковите, и од прилика рачунам дека има 1200, затоа што се помалци се скока и можам лесно да ги избројам. Имам скокано надвор од Македонија, во Будва, во Херцег Нови, Сараево, Бања Лука, Белград и Скопје и нашата, мислам, околина. Тука ше се Куманово, радо одиме, Прилеп одиме, Битола редовно беше така. Имавте ли страф на почетокот? Да ви кажам дека немав, ама нема да ми веруват. Немав стварно многу е ово, мислам, само да помисли ден денес дека утре ќе има скокање, дека пак ќе скокам, многу ме радува. Мислам, ме расположува во моментот. Обично жените практикуваат сродни спортови, вака скијање и падобранство од наземја на снег. Многу е сроден спорт, да ви кажам. Сите падобранци скијат. Да, пошто ние сме преку зима слободни како падобранци, баш и одиме скијање, се топи снегот април месец, мај почнуваме со скокање. До октомври, то така. Што треба да се поседува за добар скијач, да речеме и за добар падобранец? Вака да ви кажам, значи секој спортиста прво треба да е физички спремен. Значи за секој спорт е тоа. Се за падобранството некој ќе каже што вие толку физички спремни. Не може да скокаш ако немаш малце кондиција. Доста е напорно. Ти цел ден да пакуваш, да скокаш, скокаш, многу е напорно. Многу се истоштувам. Кога ќе дојдам дома едва стојам од падобранството, збораме. И значи некои не веруваат, вие падобранците физички, што е тоа? Многу има физичка активност, да. А за скијањето
мора да се трча едно 3-4 месеци, значи септември, октомври, ноември да се спремаш за да ноември кога ќе падне снег ти одиш на скијање. Какво е тоа чувство од 800 и од 1000 метра, од колку скокате, кој ќе се скокни кога надолу се пуштате со падобранот, пред да се отвори падобранот? Какво е тоа чувство? Може малку да ни дочарате? Кој скока од 800 метри? Не ни пакувам за 800 метри, шо е 800 метри? Па над 2000 е го да се скокам, али во денешно време и 1500 нема проблем. Значи скокаме од 1500 метри, имаме слободен пат до 800 метри, после се отвора падобранот, до 600 метри е веќе отворен. Какво е чувството? Да ви кажам, кога ќе скокам, например, кога ќе било кој спорт кој ќе се занимавате, иди момент ќе размислиш, ќе ти текни за ова, ќе ти текни за фамилијата. Кога ќе скокаш, не мислиш на ништо. Едноставно си баш хепи. И одиме многу расположени. Никогаш на падобранството кога ќе се скока нема лоша атмосфера, негативна енергија, ама баш се сите расположени, активни, насмеани, многу убаво. До кога со спорт? Дори ме држи срцето. Значи, за падобранството е многу битно срцето како ти е здраво, кондицијски како си спремен. Јас би сакала едно уште 15 години. После ќе продолжам со параглайдерство. Таму нема граници. Параглайдерството е многу поразлично од падобранството, таму нема слободен скок и може секој да се занимава параглайдеров, кола, со синот и ќе биде. Да. Вашиот сопруг е музичар, вие спортистка, како ги ускладивте тие две гранки? Па ако не бев јас спортиста, тој немаше да има тренерки да си купи цел живот. А па тој ако не беше музичарска фана, немаше да одам. Да ви кажам, интересно ми беше на почеток, а се надевам и него. Кога имав скокање пред цел ден и се обично треба да спиеш, а тој оди в кафана на Асирка да се дружам. Му заспива во 10 сат. Намаса. Многу беше напорно. Вашата керкичка ни рече, се вика Тамара, што би сакале таа да се надпреварува, да учествува во која спортска гранка или за сега не размислувате за тоа? Па таа е многу женствена, не знам зашто толку не е на мама. Сака балет, сака баш онај балет. Со тие такви балетанки, со такви фустанчиња и цел ден игра, ама ќе скија. Таа ќе скија. И ќе плива. За сега толку. А некоја ќе свири на клавир. Свири на клавир и на вилина. Една препорака за жените спортистки, оние помладите кои што сега се пуштаат во овие спортски дисциплини. Младите, да ви кажам, тешко некако се спуштат во спортски дисциплини, нарочито женските. Мислам, ајде ги гледам, синот има 14 години, никој од неговата околина од девојчињата не спортува ништо. Значи, многу се окупирани со интернетот, со Фејсбукот, со такви некои работи. Никоја ништо не спортува за жал. И дато гледаме како изгледат и како допрва ќе изгледат. Препорака, бар мало да си приуштате 1-2 сати неделно, само за здравје, за ништо друго. Имате ли некој момент од скијањето и од падобранството што не може да го заборавите? Што се сеќавате на него? Да. Пријатен момент. Пријатен момент. Па вака, например, во скијањето, многу ми беше драго, кога освоив на Балканско првенство медаља. Значи, тоа не можам да го заборавам. А од падобранството не можам да заборавам кога во еден ден 2 пати падобрано не ми се отвори. Пријатен момент не беше. Значи, па не се отвори воопшто, едниот пат и уште едниот пат во еден ден. Значи, тоа беше непријатен, ви ми рековте пријатен. Во падобранството пријатен момент е скокот од 4300 метри во бар. Тој ми е најмомент што стварно не можам да го заборавам. Кога скокаш, еден танкер што беше како репер, ние стално кога скокаме имаме репер, значи кај треба да се спуштиме. Одиш горе, кога еден танкер пред те беше голем, не знам колку метри, ти една точка, значи го гледаш, тоа беше супер. Тоа е падобранство момент што не можам да го заборавам и радо се присеќам. Убав момент во падобранството е скокот на вода во Охрид и тоа многу ми значеше и толку ден денес не можам да ги заборавам. Значи пред маратонот во Охрид се имаше падобрански скокови и одевме со години, 2-3 години така беше поред, па тој тоа се уќина после тоа. Тоа се убави моменти во падобранството. Рековте не ви се отвори падобранот, подобјаснете малку што значи тоа. Добро.
Да ви кажам, мислам да патобранството е многу опасен спорт. Јас верувајте дека кога ќе возам на улица поризично ни е отколку падобранството. Падобранството секоја точка, секоја врвче, се не си има свое место и не тоа се придржуваме. Една техничка грешка од моја страна, значи малце деконцентрација, пило падобранчето си го замотав околу нога во самото облекување на падобранот и едноставно гледам, видов, значи нема паника тука. Значи тој што ќе испаничи во падобранството, пој ќе не скока. Ако ти се смириш, ако е во ред, значи тоа се секунди во прашање, али во воздух е цела вечност. Значи ако реагираш правилно, ти продолжуваш да скокаш. Значи, постои помошен падобран. Имаме помошен падобран, кој многу ретко го користим, ама знае да не се најди. Колку тешко ги совладувате тие технички дисциплини, да речеме технички работи за совладување, за осознавање, за да може во одреден момент најправилно да се действува? Па, ние сме спремни, не само физички, значи имаме обука, имаме наставник со нас, кој цело време не следи, значи не сме сами препуштени. На аеродром, кој ќе одиме, имаме еден наставник на земја и наставник горе во авион. И тој ги прегледва тие работи, значи пред секој скок имаме преглед на опремата. И сме спремни, значи во не дај Боже на ситуации, ние полагаме секоја година тестови. Имате ли колешки во падобранството? Другарки, да речем? Имам, имат многу скокови и мислам се најхрабри, значи моите колешки се похрабри од машките, само Елија од Скопје и Вики исто од Скопје, кои со нив радоси се дружиме. Некоја желба во врска со падобранството? Па да се отвори школата во Битола, значи сакам да има за младите падобранство, пошто се многу заинтересирани, благодарение на Игор Божиновски, кој ни е председател моментално, кој многу се залага да работи аероклубот, не ги спомнувам останатите да не мислеле, тоа се има 10 членови во председателството, и кои работи на тоа аероклубот да проработи, дали за пилоти да си зема дозвола, дали за падобранството, па се надеваме, моја желба е, значи најбрзо што може да набавиме 2 школски падобрани и да има скокови понатаму, значи да не зборуваме јас бев некогаш и јас скокав, него да биде сега е тоа, сега ќе правиме така и така. Веќе неколку години жичарата на Пелисте не работи, каде се скијате, како го практикувате овој спорт, оваа спортска дисциплина? Да ви кажам, многу ни беше убаво кога работеше Пелистери Копанки. Значи, одевме на скијање во 8 Сабајле, во еден се враќавме, одевме на училиште и така, мислам, беше организирано, многу беше убаво. Денес нема каде да се оди на скијање. Стрежево работи и е многу голема гужва, стазата е многу блага, така да за голема жалост, мислам, се оди на Маврово, се оди Шапка, а најповеќе одат Грција. И сега за да одиш Грција или Маврово или на Шапка, тоа се големи финансиски средства. Значи со многу малце финансиски средства одевме секој ден на скијање. Секоја фамилија не може да одвои по 50 евра на ден минимум да оди до Грција или до Маврово или до Шапка. Затоа немаме скијање. Се прават некои иницијативи за Пелистер да проработи, што ќе биде, не знам. Тоа сигурно го кочи и масовното спортување. Па го кочи, нема младите кај да учат. И да сака да скија, нема кај да учат. Стрежево ќе одат, сега и се пак се поскапила картата, мислам, нормално така треба да биде, не, се оди нагоре, али тоа е блага е стазата, гужва големи, не им се оди, цел ден чека, 2 пати ќе се пуштат и други пат не ќе доди.
Веќе неколку години во Битола не постои женска кошаркашка екипа, меѓутоа пред 10 години кошаркашката екипа најпрви на Пелистер па на Битолатекс беше една од подобрите спортски екипи во градот. Тогаш нејзин член беше Зорица Катиновска, сега вработена во Транскоп, со која веќе поразговараме за тие незини кошаркашки години. Тренирам од младите години, од 8 оделение. Се зафатив со спорт и мислев дека ќе напредувам. И се тренирав, прв тренер ми беше Печалов Благој, успешно не тренираше, имавме добри резултати, стално победувавме и екипата бевме многу задоволни, кај што ќе одевме победвавме со разлика, добра разлика, али пак успех носевме, мислам, во градот. Се бавевме, бевме уствари 12 кошаркарки. Од тие 12 кошаркарки амбициозно трениравме, 2 пати дено трениравме, од Сабајле и од Поручек, а сабота и недела одевме на утакмици, патувавме Скопје, Велес, Прилеп, цела Македонија. После се отвори прва Б лига, која трениравме исто така упорно, напорно, по 2 сати дневно и имавме голем успех. Патувавме во Белград, игравме со Црвена звезда, Партизан, одевме во Титоград, игравме со Будучност, после одевме Херцег Нови, Нови Пазар и донесвавме многу успех, мислам. Сите тие тренирања покажа дека вистина сме солидна екипа и солидно трениравме и бевме многу задоволни. Напорно беше, али успевавме во секој поглед. Што беше тоа што ве вовлече во оваа спортска дисциплина, во оваа спортска гранка? Зошто не се ангажиравте во друг спорт? Па сакавме кошарката. Мислам, јас лично за мене многу сакав кошарката и сакав, например, да напредувам. Да се докажам, например, во нешто што вистина што сакам да успеам да го направам нештото во животот. Бевме многу и млади тогаш кога почнавме да тренираме. Јас со 15 година почнав да играм за кадетска репрезентација на Македонија. После во 18 години бев репрезентативец на Македонија, па капитен бев на репрезентацијата на Македонија и многу ме влечеше кошарката. Како женски спорт најпоќе сакав да спортувам кошарка. Друго не ме влечеше, мислам. Дали мислите дека женските спортистки заостануваат зад машките? Зависи како, со секој тренинг, упорно се може да се постигне. Нема разлика дали е машко или женско, способности, квалитети. Мора, ако се тренира редовно и, мислам, како да кажам, редовно и секој ден, напорно може малку, ама мора да се тренира за да добиеш еден квалитет и да бидиш упорен треба многу во спортот. Дали имате врски сега со тие ваши колешки, некои спортистки што се надпреварувавте? Како се среќавате? Дали ја евоцирате спомени за тие години од спортувањето? Да, секој се среќаваме, мислам, ќе се сретниме, ќе одиме на кошарка, ќе гледаме кошарка и ќе си разговараме како поминавме ние, мислам, на тренинзи, на утакмици, како во Скопје, се е така, мислам, си ги враќаме спомените што уназад ги поминавме. И секојаш, например, ќе се собериме некој пат, ќе истрчаме некој пат во спортската сала, например, ако убаво времето надворно кошаркарско, така си ги враќаме спомените што години уназад сме тренирале. Јас мислам дека 25-6 години тренинзи што ги трениравме, па не се ни малку, не се ни многу, али убави спомени поминавме за тие години. На кои спомени најчесто се сеќавате од тие години? Па да ви кажам, Што нешто имате незаборавено? Некој надпреварли, некој посебна утакмица, да речем, која што ви оставила впечаток? Најголема утакмица што ми остави впечаток беше со Скопје Студент. Во последната секунда, да ви кажам, фрлање од далеку, добивме тројка и мислам, губевме со половина кош, кога последната секунда, мислам, Билјанчето, Талевска, фрли тројка и влезе топката и победивме. Тоа најголем спомен, мислам, ни беа големи ривали и судите ако беа против нас, ама ние сепак страјката беше на наша страна да победиме. Жените постигнуваат спортски резултати равни на машките. Мислите ли дека имаат исто така перспектива во сите спортски гранки? Па имат. Мислам дека кажав дека имат женските, не дека се са женски, да не ги подценуваме, има квалитети, преспозиции и може да ги постигнат сите тие успеси што ги имат и мажите. Без разлика дали се тие мажи, нема везето, ама мора да се тренира упорно. Мислам, упорноста и принципиалноста во тренинго мора да се слушат и тренерите, што ќе ти кажат, тоа мора да го изработи за да постигнеш, мислам, квалитет во играта. Колку години како сте оддалечени од спортот? Па има 12 години дека не Како тренирам. него сега го следите? Па со помал интерес.
Не, мислам дека не одам сега на тренирање, не ги пратам на стапите, мислам на кошарката и затоа не Сепак одам. имате повеќе годишно искуство. Некоја препорака за оние млади спортистки, млади кошаркарки што се турнуваат, да речем, во тие спортски гранки? Само тренинг, упорност и редовност. Мислам, на тренинзите секој може да се успее во спортот. Оти спортот бара многу редовност, упорност, работа и одмор. Кога би биле на некој квиз и во едно прашање да запрашаме за незиното име и презиме и да споменеме дека незината сестра е ракометарка, позната ракометарка, сигурно ќе знаете за кој станува збор. Меѓутоа, можеме слободно и да прашаме незиниот сопруг е познат ракометар, повторно ќе знаете за кој станува збор. Тука можеме да се запрашаме и дека и незиниот син и ќерка се познати ракометарки, па сега дури и внуците, тогаш да вие откриеме сами Марија Џидрова. Сигурно не треба многу да ја представуваме, затоа што голем број генерации ја знаат и како ракометарка, и како сопруга на Бранко, и како мајка на Билјана и Боро. И сега и на внуците. Па еве со неа во незиниот стан ќе поразговараме за незината спортска кариера, кога ја започна, како започна и како се одбиваше таа. Како секој деца, така и јас, уште од ранните 13 години, некаде преку народна топка дојдовме до ракомето во Никола Карев. Почнав да тренирам и постигнувавме прилично добри резултати. Понатаму се формира Лазе покојниот Лазаревски, формира женска екипа, ракомет, работник и пристапив кон работник, така да таа желба се јави уште тогаш и со текот на времето се повеќе и повеќе идеше до израз мојата желба, мојата работа, така да се такмичев за училиштето, со продолжување во учителска школа, со Барбако, исто трениравме и со него, и кошарка, и ракомет, се што е со топка, па дури и фудбал. Меѓутоа, најголемите резултати ги постигнав во ракомето заедно со моите соиграчици. А во тоа време услови немаше никакви, така да надвор, на дожд, на снег се играше. Меѓутоа, не само кај мене, и да испомнам и сите околу мене што беа ракометарките, бевме малку, меѓутоа вредни. Големи успеси постигнувавме, неколку години бевме, се играше тогаш Македонска лига, па зони, немаше пари, како и сега. И тогаш беше слично, меѓутоа желбата беше поголема од било шо. Со завршувањето на учителската школа прекратив. Меѓутоа, да напоменам дека бев повикана во младите години, да речем, негде 60-та година,
за репрезентација на Југославија младинска и бевме 15 дена во Сплит, во Дубровник, заедно со Љубо Христовски, тренер што беше на Пелистер, и тој од време на време ни беше тренер. И го поминав, тие припреми ги поминав. После тоа младинска репрезентација на Македонија, заедно тоа беше 62-ра, на Македонија во Дервента. Освоивме од 6 екипи, од 6 репрезентации на републиките, ние освоивме, ми се чини, второ место или трето, така нешто. Јас си останав и понатаму во ракомето, се до 65-та, последниот надпревар го игравме за куп на Македонија во Куманово. И тогаш, да го спомнам, и покојниот мате ни беше воđа на патот. Многу убави спомени, многу убави, и го освоивме купо. Со 6 ракометарки ојдовме. Пред тоа игравме и оти тогаш на ЦК, по републики се освојуваше купо, па се одеше понатаму за на Југославија. Ние на Македонија го освоивме и продолживме за Југославија. Меѓутоа, ние сите млади тогаш, и такво беше времето, срамота беше да играш, да те гледат. И со Ниш игравме во Битола, на една кишкајца на сега асфалтираното ракометно игралиште старото, и успеавме да ги победиме. Меѓутоа, кога ојдовме во Зрењанин да играме, ние изгубивме таму. Изгубивме заради не друго, заради возраста. Тие сите возрастни 25, 26 години, па и 30 имаше, дури со мали дечина беа. А ние тогаш млади, од 18-20 години, и толку беше кариерата. Добро, еве сега малку пак да се вратиме назад. И вашата сестра беше ракометарка, влијаеше ли таја вие да се уклучите исто во ракометот? Па, да ви кажам искрено, таја почна порано. Постара е 3 години од мене, почна порано и с кришом одеше на тренинг кај Лазе. Меѓутоа јас ја пратев и ојдов. И се приклучив и јас. И така дојде. Меѓутоа, после се беше во ред, патувањата, морам да испоменам во тоа време. Сестра ми, Олга Јованова, беше во, сега Судивка, не знам како се презива сега, Олга Јованова, Марија Ликова, Татјана Јосифова, ја викавме за Мора голман. Не можеше никој да ја пробие. Па понатаму, треба овде да се подсетам на некои имиња, Гина, Ликова Марија, па Лепа таа Америка, една имаше Јулка, Мазе се една имаше, меѓутоа се маживме и изгубивме контакти со сите. И така дојде и времето. Се омаживте, дојдовме и ние до Бранко. Така. Средбата со Бранко и животот средбата со Бранко беше заедно трениравме и тој беше ракометар. Тој од војска си дојде, почна со ракомето и трениравме заедно машки и женски. И многу пати, чисто тогаш, другарство имаше големо. Претерано другарство, да речам. И така да се од љубовта кон ракомето, таа љубов кон ракомето не се остави, еве во брак 45-та година ни се родија 2 деца, Боро и Билјана, и ние бевме отсутни од ракомето тие негде 10-12 години додека пораснаа децата.
Откако пораснаа децата, почнавме по нив да одиме. Меѓутоа, морам да напоменам дека уште кога патувавме, и машки и женски заедно одевме на утакмици, се случуваше да, од Македонска лига беше тогаш уште, се случуваше многу пати да патуваме заедно, па многу убави моменти, ги гледавме утакмиците на машките. Бранко се истакнуваше со својот талент, со својот шут, јаки шутои. И кога се зедовме, после почнавме да си кажуваме кој, кога игра веќе втора лига, кој шо правил на утакмици, оти не можевме, оти не се гледавме. Дали пред. вие двајцата имавте влијание и керката и синот да станат ракометарки така познати? Да ви кажам право, не. Зошто не се определја во некоја друга спортска лига? Тоа е Гено. Гено крушата под круша паѓа. Имаше еден наслов изваено во еден весник, крушата под круша паѓа. Точно кај нас е то. Гено го наследија и од Бранко, и од мене, така да Билјана како женско, Боро веќе како машко, меѓутоа појќе има наследно Боро од мене, да речам. Заради тоа што сајас не сакам сама да се фалам, меѓутоа еве ги списите пред мене, може тие зборуват. Јас тотуку мислев да речам дека Боро има повеќе од таткову. Меѓутоа од таткову затоа што во движењето изненадни шутеви. Да. И доста силни шутеви, таа и троштина што имаше Бранко Боро ја до префинето си ја имаше донесено, меѓутоа ај нешто за нивната кариера накусо за оние гледачи што не знаат, сепак да ги представиме и нив на некој начин. Па вака да ви кажам, репрезентативци познат. Боро 87 за младинска на светско младинско првенство на ниво на Југославија во Будимпешта освоја бронзени медали. Уште, значи, колку имаше тогаш, негде 17 години. 87-ма, 65-та, колку има, 17 години. Освои, потоа, за Боро ќе се задржам. Прво, има негде 5-6 првенства на Македонија. Во ју просториите како првак, да. Освојување на првото место и купоите. Исто и кога играе во Југославија, игра и плейоф, беше најдобар ракометар, да речам, во Македонија и пошироко. За репрезентација настапуваше често, ама условите се менуваа во однос на тоа. Во Пелистер играше, па од Пелистер замина за Прилеп, па во Велес, па во Црвенка замина, потоа во Кожани, па се врати пак Пелистер, не Кожани, него во Килкис. Па потоа замина во Црнагора, во Цетиње, се врати и така со ред, и на крајот, како тренер ја продолжи кариерата, меѓутоа, за жал, нема, како тренер и така остана и сега е без ангажман. А Билјана почна порано од Боро, таа почна 82-ра, уште тогаш беше земена за во младинска репрезентација на Македонија, не младинска, јуниорска. Јуниорки. Таа на 15 години замина за Раднички во Белград. Оттаму ојде во Ниш, ама дека женско и
не успеа да, не можеше да издржи. Сама се врати, па играше во Кичево. Таа е прво женско во Македонија, после отко се мажи, по пороѓај што продолжи да игра. Играше во Богданци, во Прилеп, во Ѓорче Петров, исто и та репрезентативка на Македонија. И та беше за младинска репрезентација на Југославија со златна медаља во Загреб. Со Китичи голем е списокот на големи успеси има. Големи успеси таа и во Кожани. Добро, беше и странство. Со внуците са да со внуците. Сега внуците продолжија и тие уште од мали нозе и тие. Имаме Боро или од Билјана? Боро има два близнаци, тие се сега 17 години, Билјана има едно, тој е 19 години и ги уклучивме во пионерската школа. Пионерска школа имаме, ние работиме со тие деца. И Боро и Билјана работат и децата се уклучија така да стигнаат до младинска, во младинската лига. Меѓутоа, околностите се такви да едниот продолжи на Боро, на Билјана играше во Пелистер, во првата екипа, ма знаете, од околностите некои што се случуваат против нас, значи, така да цело семејство да. со ракомет. Да. Со спорт. Полојна век. Како сега се чувствувате после толку години? Сега ми се чини да бев малку помлада, ќе можев да играм. Оти се уште сум редовно на тренизите што ги имат со децата. Добро, како работи школата сега? Споменавте нешто. Ајде да чуеме за тоа. Школа имаме. Мала афирмација и за неа со оглед на тоа што вие го заслужувате. 2003-та. 96-та ја отворивме, меѓутоа од 2003-та е официјално регистрирана со сите се такмичиме во пионерска лига, па кадети освоивме еднаш пионери второ место, со кадети пак второ место, меѓутоа пораснаа децата и сите кадети комплет ги пуштивме во Пелистер. Фактички од Гаште и од нашата екипа, кадетска е младинската екипа на Пелистер. Меѓутоа на некои не му одговарат тие деца и 90% ги отстрани и останаа уште 2-3 што играт. Многу жалосно што не се цени квалитетот и талентот на децата. Меѓутоа други работи, знаете како се. Како ве служи здравјето сега и како ве служило некогаш со оглед на тоа што спортот била примарна дисциплина во вашиот живот, па за вас, па и за Бранко и за децата? Па ние активно не спортуваме, меѓутоа без да испешачиме дневно километар и пол не можеме да седиме на едно место. Се движиме постојано. Дали е добро да се спортува? Нема парно. Спортот, мене ми се чини дека движењето, спортот и сегашното движење, ми се чини дека ме одржува во ова здравствена состојба што сум. Годините си го прат своето, меѓутоа не се даваме. Писатело Иван Точко има речено дека секогаш е тажно со спомени, меѓутоа дали е кај вас така, дали имате тага за тие спомени или радост и свежи убави сеќавања? Па имам и тажни и убави спомени, меѓутоа тажните ги покриваме со успесите сега на синот, на керката, па и сега на внуците. Така да исполнети сме во тој смисол, тагата се заборава. Кога би ве запрашале што понатаму, што препорака им давате на младите, сигурно ќе препорачате активно спортување. Меѓутоа, ај малку тоа да го продлабочиме, да го изнесиме,
како поафирмативна една улога? Па да ви кажам право, денешната младина е закржлаена. Од мали децата, наместо да ги пуштат да спортуват, било кој спорт, не потенцирам ракомет, било кој спорт, тие по цел ден седат на компјутери, закржлавуваат, се хранат и добиват и во килажа, и тромоз, а таа тромоз е штетна за здравието. И децата не се развиват како што треба. Му препорачувам на сите, поготово на младите родители, што се, да ги усмерат децата од мали нозе према спортувањето. Од и сега 20 години дете што не се занимавало со спорт, не можеш да го натераш. Условите се навистина, социјалата е навистина катастрофа. Крај со крај не може никој да состави, меѓутоа волјата го прави своето. Посебно нешто за женските, за нивно спортување? За женските исто. За женските е уште парно. За женските е уште парно затоа што сега живееме во друго време. Ние ко спортувавме беше срамота. Меѓутоа сега парно да спортуват отколку додат по кафичи, па и ред други пророци што ги има. Имате ли некоја желба што не ви е остварена или се ви се оствари во живот? Поврзано со спортот? Желба ми беше овој законот за спортови, што го донесоја, требаше да му дат доживотни пензии како на заслужни спортисти со освоени медали. Тоа ми е многу... И на Боро и на Билјана. И на Боро и на Билјана. Меѓутоа не му дадаа ни на Боро, ни на Билјана. А зошто? Не ни е познато. Имаше оглас да са до душа Билјана не конкурира, не поднесе документација, меѓутоа Борок поднесе документација и до ден денес го нема. Ќе постојат некои корекции, никогаш не е доцна за да се надеваме. Да се надеваме, затоа што тие по успесите што ги постигнаа го заслужуваат, тоа и по реномето што го уживаа и по заслугите што ги дадоа за тој спорт. Меѓутоа, еве да ве запрашам, ракометот како гранка има ли перспектива во нашиот град, посебно женскиот? Па да ви кажам, се зависи од финанси. Се е поврзано со финанси. Ево сега, Николче да го споменам од Феликс, тој некоја ракометна федерација оснивал во Битола. И сега тој единствено има сила и средства, ако тргни ракомет, од него ќе тргни. За женските. Иначе, еве и кај нас идат женски, има потенцијални и од кај нас пуштивме, имавме цела екипа, му ја пуштивме и со женски работавме, и женските се такмичаа во пионерска и кадетска со школата, мислам. И тие женски сега играат во Феникс, од кај нас. А во Пелистер една или две играт од нашите постарите. Така да, тешко. Добро, на крајот нешто сами да не сакате да ни кажете, оти со оглед на тоа што темата е прилично голема и не можеме во еден вака куст разговор да завршиме. Само ќе напоменам дека тема на разговор во нашата фамилија е ракомето. Ништо друго не интересира дали имало или немало ракомето. Околу тоа, на сите му препорачувам да спортуват и Господа е на помош да се крени државата, за да се крени и спортот. Значи, 3 генерации ракометари, цела фамилија ракометари, така? Па, 3. Започнувајќи од вас, па децата, па внуците. И ќе си продолжи.
moja duša, toj me znaje, toj me sluša, čuva me rak dane ovene. Site solzi mi gi briše, nežni spomeni mi piše, srce koje šukavo mene. Sekoj sokak tajna čuva, sevda solza, ljubov prva, site naš besme mladi. Sekoj balkun, svoja pesna, mare nade ili vesna, site kod nas serenadi. Baba Vitola moja, da zapeme, aj za Vitola moja, da nazdravime. Noć vam rakot zbori, da naleme, zborno vino to da gori, da nazdravime. Baba Vitola moja, da zapeme, aj za Vitola moja, da nazdravime. Noć vam rakot zbori, da naleme, zborno vino to da gori, da nazdravime. Sekoj minat den mi nosi, beli vlakna, darvo kosi, život ote kako reka. Ušte eden den da imam, takvo nea kjego minam, babam Vitola me čeka. Baba Vitola moja, da zapeme, aj za Vitola moja, da nazdravime. Noć vam rakot zbori, da naleme, zborno vino to da gori, da nazdravime. Baba Vitola moja, da zapeme, aj za Vitola moja, da nazdravime. Noć vam rakot zbori, da naleme, zborno vino to da gori, da nazdravime. Zborno vino to da gori, da nazdravime. Baba Vitola. Драги гледачи, ако кажам дека наш следен соговорник ќе биде Билјана Дамјановска-Јанчевска, веднаш ќе помислите дека ќе разговараме за незиниот музички ангажман, незиниот музички живот. Меѓутоа, овој пат тема на разговор со неја ќе биде незиниот спортски живот, незината спортска активност. Малкумина знаат дека таа паралелно со ангажманот во музиката се занимаваше и со спорт. Па ево нешто повеќе од неја. Добар ден на сите гледачи на телевизија Орбис. Една голема благодарност до вас што се сетивте еве на овој начин да можам да се представам пред нашите сограѓани и еден убав момент да ме подсетите и мене на периодот кога се занимавав со спорт. Значи, мојата прва спортска активност започна уште на 6 годишна возраст
бидејќи живеев во Мостар, каде што мојот татко беше во тоа време на служба, се ангажирав во пливачкиот клуб, значи се работи за пливање. Пливачкиот клуб Велеш од Мостар, познат клуб во тоа време на бившите југословенски простори, и започнав многу активно, многу бев ангажирана и веднаш успесите доаѓаа. Значи во тој период во категорија на помлади пионери редев успеси на територијата на Босна и Херцеговина, а на едно државно првенство во Љубљана 71 година освоив и бронзена медаља на ниво на тогашна Југославија. Тоа беа моите почетоци, моите први успеси и со доаѓањето во Битола нормално дека сакав да продолжам да се занимавам со пливањето и понатаму и тука веќе во едни нови услови, со нови луѓе, започна моите успеси на ова територија. Се занимававте ли со некои други спортски дисциплини? Со пливањето, значи, пливав негде до средношколските години, значи кога започнав во гимназија негде во втора година, престанав со пливањето затоа што условите веќе немаше услови. Факт е дека пливачкиот спорт во градот, иако имаше големи таленти, значи во тоа време беше многу тешко да се работи. Морам да кажам дека ние трениравме во период на 2-3 месеци, летен период, на олимпискиот базен, во ладна вода, зимски период немавме, значи можности да трениравме, немавме каде. Кога почна во Инекс Горица базенот во Охрид, одевме понекогаш таму, така да сме во кондиција и во зима. Меѓутоа, условите налагаа да навистина повеќе не можеше да се работи, иако со моето доаѓање во Битола, она што го понесов и она што го надградував тука на тренинзите, постигнував резултати на ниво на Македонија. Во еден период пливав на еден четворомеч за репрезентацијата на Македонија. Значи, беше многу чудно кога една битолчанка која што тренира 2 месеци во олимпискиот базен во ладна вода им земаше на Охриѓанки и на Стружанки први места, затоа што Охрид и Струга, тие два клуба во тој период, беа најаките пливачки клубови во државата. По мојот ангажман во пливањето, морам да кажам дека целиот мој живот, значи спортот, криво ми е што денес не сум малку поангажирана, меѓутоа се обидувам барем да пешачам, да трчам и така. Значи целиот мој тој младалачки период му го посветив на спортот. Пред се на пливањето, потоа дојде ракометот. Значи исто во тој период многу јак ракометен клуб беше во Битола женски и веќе понатаму со формирањето на првиот кошаркарски женски клуб играв и кошарка и таа беше одлична екипа и сето тоа траеше, значи, до моите студиски денови. Кога отидов на студија, веќе спортот го оставив. Како успевавте еден период да го соедините со вашата естрадна ангажираност? Па во тие години младоста дава енергија, дава сила. Самите години и младоста направија да можам на тие две работи да им се посветам и секако големата желба, големата волја и љубовта кон двете работи. Што мислите за ангажираност на жените, посебно на младите во спортските дисциплини? Треба ли поактивно да се занимава со спорт и што би значило тоа за нив и воопшто за сите, за целата средина? Спортот е една прекрасна работа. Значи јас би им посакала на сите млади да почнат што порано да спортуваат. Мислам дека нема спорт кој што нема своја
убавина, секој спорт има своја убавина, конкретно пливањето, мислам дека посебно кај женската популација води до тоа да се формира значи едно убаво тело кај девојката, снага и така да убаво е, сакам да кажам дека конкретно, бидејќи зборуваме за пливањето, навистина е спорт кој што кај женската популација може да донеси многу позитивни работи. Пак ќе се вратам на условите што ги нуди нашата средина. Успехот во секој спорт зависи не само од самиот спортист, не од неговиот тренер. Условите тие што налагаат еден спортист, било во индивидуален спорт, било во колективните спортови, да може да се развива најдобро. Мене ми е криво што во поглед на пливањето поминаа толку многу години, не се успеа, значи да се направи еден зимски базен. Гледам дека клубот што постои нешто тренира на базенот, оди во базенот во хотел Епинал. Меѓутоа не е тоа. Значи мора градот да направи еден напор, да се направи еден базен во кој што не само клубот професионално, туку и рекреативно, нашите деца, нашите девојчиња и нормално не зборувам само за женскиот свет, да може да спортува, да се рекреира, затоа што мислам дека е тоа нешто преубаво. Верувајте дека и музиката е тука, меѓутоа јас кога на овие години сега понекогаш пешачам низ паркот, па до Тумбекафе и така, се враќам полна со енергија и со волја за работа. Дали по овие искажувања можеме да заклучиме дека паралелно со љубовта кон музиката имавте и голема љубов кон спортувањето? Точно, тоа е, мислам дека нема друг заклучок и пак ќе кажам да можам и во овие години нешто рекреативно да се организирам со моите колешки со кои што игравме, ние понекогаш така се договаравме, меѓутоа врските се големи и налагат да не можеме така да се организираме, али да можам да се организирам, да поиграм ракомет, кошарка или да пливам, зошто да не? Мислам, годините се во свое време, меѓутоа, навистина љубовта кон спортот ми беше голема. Јас во еден период размислував и да студирам на ДИВ, на факултетот за физичка култура, затоа што од спортските активности не е ова никакво фалење, немаше нешто што не би ми тргнало од рака. Скијам, пливам, кошарка играв, ракомет, пинг-понг играм и многу други работи. Сега на крајот не би можеле да не ве запрашаме што се случува моментално на вашиот музички план, во вашиот музички живот? Музиката е тука, присатна е, значи провејува низ мојот живот со можностите, со времето, бидејќи работам сосема друга работа, работам како нотар, нели, јас сум дипломиран правник. Тука ми е голем ангажман имам со канцеларијата, со таа работа, меѓутоа и музиката, кога има време, нешто ќе спремиме и така, ќе излеземе да не заборават. Кога би препорачувале нешто за помладите, што би рекле да се ангажират повеќе во спортскиот живот или паралелно со тоа и на музички план? Во спортскиот живот. Пак ќе се вратам на тоа дека навистина спортот е една посебна убавина. Мене ми даваше повеќе енергија, она што кога ќе победевме, тоа славење, било, пак ќе кажам, значи пробав и индивидуален спорт, пливањето, значи кога сам се радуваш за својот успех, нормално со својот тренер, меѓутоа и колективните спортови се преубави. Победите во ракометот, во кошарката, тоа дружење, тоа е незаборавно. Едно вообичаено прашање, имате ли некој спомен од тој период што не можете да го заборавите? Сега овде ме затекнавте. Спомени со пливањето, пак ќе кажам, бидејќи имав големи успеси, значи никогаш нема да го заборавам успехот, иако бев многу мала, во Љубљана, значи третото место во Југославија тогаш, и успесите исто со
кошарката, со кошаркарскиот клуб. Во кошарката имавме големо дружење и сега не би ги поздравувам сите, значи што во тој период играа со мене, меѓутоа да не ги спомнувам имињата, некого да не заборавам па да се налути. Се знаат тие кои се и мислам дека и нашите сограѓани што не пратеа во тој период. Беше многу интересно со кошарката затоа што беше тоа нов клуб, прв женски кошаркарски клуб и имавме многу публика. Многу доаѓа, навива, прво игравме во ДТВ Партизан, значи во таа сала, потоа и во спортската сала имавме надпревари и во еден период, негде 99-та година, почна да се одржува една така наречен на улична кошарка. Се пријавуваа, значи, екипи што играа баскет и ние успеавме да се организираме, иако во тоа време сите имавме над 30 години. Така едно 5-6 од нас се организиравме и отидовме, успеавме и во Скопје да одиме и да го играме финалето на тој уличен баскет со една помлада екипа од Скопје. Меѓутоа, повторно покажавме дека, значи, она што го знаеме не се заборава. Во спортот е битно само тренинго и кондицијата, значи нема заборавање, не можеш да заборавиш да пливаш или да играш кошарка или да скијаш. Битна е работата, кондицијата, добрите тренери и секако секогаш публиката. Сега јас во поглед на спортот, значи го исполнувам времето, одам често на надпревари, одам на ракомет, пратам кошарка и со тоа навивање го исполнувам така, она што ми недостасува. Ете, тоа беше, драги гледачи, Билјана Дамјановска-Јанчевска со својот спортски ангажман, а сега да ја чуеме уште еднаш на естрадната сцена. Беше сирак па вистинска дама, преброди се низ животот свој, но сепак човекот свој ти го најде. Беше со тебе до самиот крај, на свет ги донесе овие чеда, тие го памтат аманетот голем. Вие два цвета бидете вредни, луѓето секогаш тоа го ценат. Ти не си тука, но остави спомен и ќе си вечно во нашите срца. Во сон те галам, ти допирам рака, една е мајка и многу се сака. Морај те гледам, те сонувам јас, спокојна биди на другиот свет. Во сон те галам, допирам рака, една е мајка и многу се сака. Прероди се низ животот свој, но сепак човекот свој ти го најде. Беше со тебе до самиот крај, на свет ги донесе овие чеда, тие го памтат аманетот голем. Вие два цвета бидете вредни, луѓето секогаш тоа го ценат. Ти не си тука, но остави спомен и ќе си вечно во нашите срца. Во сон те галам, ти допирам рака, една е мајка и многу се сака. Морај те гледам, те сонувам јас, спокојна биди на другиот свет. Во сон те галам, допирам рака, една е мајка и многу се сака.
dotira mraka. Jedna je majka i mnogu se sata. Porajte gledam, te sorvam jas. Spokojna vidi na drugi od sve. Bo som te galam, dotira mraka. Jedna je majka i mnogu se sata. Napad od cvetov ne odnese nas. O mila majko, blagodaram ja. Во некои фамилии спортувањето е речиси како фамилиарна гранка. Се занимавале на сопружниците, нивните деца, а пак во фамилијата на Лиле Поповска-Дуковска, трите сестри се занимаваа со спорт. Ние ја повикавме на разговор Лиле Поповска-Дуковска, позната ракометарка, па еве најпрвин ќе ни каже за незините почетоци во ракометот, па нешто ќе не запознае со кариерата, како и се одбиваше, ангажманот на сестрите во спортските дисциплини, за некои спомени и така се едно сеќавање на спортисти, ветеранки кои што некогаш представувале во овој град дел од спортскиот живот. Добар ден, пред се поздрав до телевизија Орбис и благодарност до вас, бидејќи ме поканивте да ги евоцираме спомените на моите почетоци на ракометот во Битола. Моите почетоци датираат уште од 12 годишна возраст. Заедно со мојата сестра Сонја почнавме прво да играме ракомет во основното училиште доктор Трифон Пановски. Нашите квалитети и ги имаја запознато спортските тренери, работници во Битола, така да не повикаа во ракометната школа да играме ракомет. По водство на Блага Темелкова и Папачек почна таа школа да работи, така да екипата која се створи таму почна се повеќе и повеќе да просперира. Така да игравме во Македонската лига, тек покасно и во втората лига, тоа беше една доста јака лига, каде што имавме многу убави успеси. Вашата сестра паралелно со вас? Мојата сестра паралелно со мене почна да игра ракомет, така да неминовни беа успесите. Јас играв на бек позиција, таа играше на центарна позиција, така да организаторот на играта беше цело време од неа. Мојата работа беше да давам само голови. Мојот просек на голови беше околу 11 гола на утакмица, така да покасно бев и прогласена како голгетер на Македонија. Покасно, негде 72 година, ни се приклучи и сестрата, најмалата сестра, да игра ракомет, така да на една утакмица во Титоград, тоа беше на големо задоволство, трите позиции крило, бек и центар да ги држат сестрите Поповски. Тие спомени не ги заборавате никога? Апсолутно, тие спомени не може да се забораат. Не може да се забораи почетоците на ракометот. Почнавме да играме на ракометното игралиште. Едноставно немавме дури патики, а за одење на патувањата носевме сендвичи од дома. Како ги согласувавте задолженијата што ги имавте во школото, па со спортот? Дали тренизите ви беа напорни, дали ви представуваат тешкоти или младоста ве носеше? Апсолутно никакви тешкоти не представуваше. Тоа беше огромна љубов, тоа беа се радувавме на секој тренинг, се радувавме на секоја утакмица. Па незаборавни беа квалификациите за во втора лига. Незаборавни беа патувањата, незаборавни беа гостувањата во Загреб против Трешњевка, незаборавно јуниорското првенство на Југославија кое се одигра во Ниш, незаборавни се патувањата за Словенија.
тоа дружење, тоа љубов кон спортот, со секоја победа се гордеевме. Тоа се евоцирање на спомени кои не се заборават. Безброј. Ве имаат ли сега заборавено љубителите на ракометот? Постарите љубители на ракометот не ме имат заборавено, се уште се поздравуваме, се слушаме на телефони со некој, додека овие помладите нормално не може да не знаат, бидејќи ракометот некако е згаснат во Битола. А со генерацијата што игравте ракомет, како контактирате? Со генерацијата си контактираме и добро живееме. Со Мирјана Аџикарчева, таа е мажена во Београд. Потоа, со сестрите Менка и Ценка, со Надето, со Мирјана Бујукот, со контактите со една многу драга лично за мене, Виолета, која се ја викаја Джандарот, не ни се баш добри, не ни се добри, него таа не живее тука, таа е во Австралија, мислам дека и нема ни дојде, но инаку ќе контактиравме. Со Лилето Голман, исто таа ни беше, си контактираме порано, повеќе се дружевме, одевме по кафичи, по кафанчиња, еднаш месечно ќе се соберевме, али сега некако послабо. Како во семејството ги поднесуваат тие задолженија, 3 сестри, 3 спортистки? Тоа беше гордост за моите родители, поготово за мојот татко, кој не идеше секогаш на ракомет, али ги пратеше тие наши резултати, и се сеќавам на една утакмица против Берово, ја игравме во шеќераната, во хангарите. Таму беше привремено направено ракометно игралиште, бидејќи машката екипа играше во прва лига, а Битола немаше сала. Игравме во тие хангари и кога на таа утакмица безпрекорно играв, дадов негде околу 12 гола, на завршетокот на утакмицата дојде татко ми и ме баци. Тоа беше едно големо задоволство. А дома често дискутиравте за ракометот? Со моите сестри, да, него со родителите не толку многу, да. Сега сестри ви нешто се занимава со спорт? Ниедна сестра не се занимава со спорт, само една на Сонја, мојата сестра која живее и работи во Скопје, ќерката и се занимава со ракомет, игра во Кометал, во втора постава, таму има повеќе групи, а на најмалата сестра чупето игра аикидо. Мислам се занимава со аикидо. Така да сепак сме во спортот некако. Колку на телевизија, колку на надпревари ги следите ракометните средби? Ракометните средби доста ги следам. Тоа ми е едно задоволство. Дома не сме никој да зборни додека го гледам јас ракометот. Па и сега последната утакмица, кога Македонија играше во Турција, морав преку компјутер, преку линковите, да ја гледам утакмицата. Што мислите за оние помлади што се занимава со спорт? Особено женските, дали треба да мислат дека е тешка дисциплина, спортска гранка тешка, или да спортуваат ќе биде подобро за нивниот живот? Спортувањето е здравје. Спортувањето е една голема школа. Спортувањето ти дава да се бориш во животот, да продолжат. Сите што се занимаваат со било каков спорт, не само ракомет, да продолжат.